Наместо 2 па и 10 години лутање во судските лавиринти, скратување на времето на чекање до најмалку 2 месеца со помош на медиација. Ваквиот алтернативен начин на решавање на споровите на компаниите заштедува и време и пари. Бизнисмените се пожалија дека со години чекале решавање на еден спор, за кој на крај биле приморани да се откажат зашто судските и адвокатските трошкови пораснале неколкукратно. За олеснување на постапката сега предлагаат фирмите да ја применуваат медиацијата и тоа во рамки на домашното законодавство. Целта е побрзо и полесно решавање на споровите кои со години се заглавени и тапкаат вместо. Едноставно кажано, од моментот кога ќе се обрати првата страна иницијатор до медијаторот да се реши предметот, течат одредени законски рокови во трајање од 15 дена за кое што треба втората страна да се изјасни. Технички гледано, тие може да се состанат 16-тиот ден и за неколку дена каде што ќе ги организира медијаторот на средба да ги дефинираат своите интереси. За наредните ден-два може да се подпише спогодбата и имате уште еден ден евентуално за заверка пред нотар. Комората на медијатори се залага за тоа Македонија да биде лидер во регионот според решени спорови со медиација. Токму затоа меморандум за соработка денеска подпишаа Сојузот на стопански комори и Комората на медијатори. Времето во бизнисот и економијата за стопанствениците е еден од најважните фактори и не секој го има тој луксус на располагање да може да решава должничко-доверителски односи со години. Просечно сите спорови траат. Ние до сега од анализите кои што ги имаме, нема спор кој што се решил за пократко од 2 години. Значи 2 години е постапка која што долго трае, а одат до 10 па и повеќе години. Во медиацијата страните излегуваат со взаемен договор од целиот спор. Разликата меѓу медиацијата и редовните спорови е долготрајноста на постапката, времето, а пред се парите. Според списокот објавен на сајтот на Комората и на Министерството за правда, официјално во земјава има 43 медијатори со лиценца.